Добро вечер, го следите Дневникот на Телевизија Плюс, а ова се денешните настани. Објавен повик до граѓански организации за избор на членови за координативно тело за заштита од дискриминација. Хуманите граѓани донираат со цел да се купат кутии за прва помош. 5 медали за атлетичарите од државното фрлачко првенство. Општина Куманово објави повик до граѓански организации за избор на членови за координативното тело за заштита од дискриминација. Основна цел на телото е унапредување на заштитата од дискриминација, пријавувањето и препознавањето преку размена на информации и спроведување на заеднички активности. Огласот трае до утре. По одлука на Советот на општина Куманово, локалната самоуправа формираше координативно тело за заштита од дискриминација, кое е во рамки на проектот спроведуван од Асоциацијата за здравствена едукација и истражување ХЕРА, а поддржан од Амбасадата на Кралството Холандија во Република Македонија. Се работи за мултисекторско тело, кое ќе биде составено од представници на институции и граѓански организации кои работат на заштита од дискриминација, човекови права, бесплатна правна помош и кои ќе ги застапуваат правата на маргинализираните групи. Ќе ги зацртаме правците на делувањето, односно веќе, како што знаете, во медиумите ми оди кампањата за заштита од дискриминација, за да се подигне свеста кај населението или кај граѓаните, пред се да ја препознаваат, а и да ја пријават дискриминацијата. Ние ќе имаме, као ова локално координативно тело, ќе имаме состаноци на кои што ќе ги координираме институциите, државните институциите за заеднички дејствување и преземање на мерки кои што ни стојат на располагање во Законот за заштита од спречување и во Законот за еднакви можности на жените и мажите. Телото ќе работи преку редовни координативни состаноци врз основа на протокол за соработка и деловник кои членовите сами ќе го донесат. Граѓанските организации кои имаат желба да се членови во локалното координативно тело имаат можност најдоцна до утре да се пријават. Повеќе информации за тоа може да најдат на сајтот на општината. Тие невладини организации или членовите кои што ќе присуствуваат од името на невладите организации треба да имат некое искуство или познавање во областа на заштита од дискриминација по сите основи за дискриминација и нормално за унапредувањето на човековите права. Значи, тоа се неколку критериуми и тоа организацијата бар 5 години да е регистрирана, односно да е регистрирана во Централниот регистар, да во изминатиот период работела на некои проекти од овие области, да е препознатлива во средината во која што делува, нормално треба да делува во општина Куманово, значи да е видливост и препознатливост, значи невладините организации кои што работат на тие проекти требале да ги промовираат во јавноста за граѓаните се запознаат и да бидат видливи во средината. Лицето кое што го предлагаат исто така треба да во изминатиот период би требало да било вклучено во тие проекти, затоа што да поминало некои, да не кажам, обуки или некои работи кои што ги има основните познавања од оваа област. Членовите на координативното тело, представници на граѓанските организации имаат мандат од 4 години со можност за еден реизбор. Патничко моторно возило утринава околу 10 часот удрило во пешак на улицата Иво Лола Рибар, пред што се здобил со телесни повреди. Како што информираат од идната медицинска помош, пешакот е роден 1961 година, а кај нив бил донесен со повреди на лактот и карлицата, но без видливи надворешни повреди. Истиот бил пренесен на оделение за хирургија во Кумановската болница за понатамошна медицинска интервенција. Од СВР Куманово не успеавме да добиеме подетални информации за незгодата. Во рамките на проектот Црвен крст во акција, промоција на хумани вредности, волонтери од Општинската организација на Црвениот крст денеска собираа парични средства од хумани граѓани, кои што ќе бидат наменети за купување на кутии за прва помош. Кутиите ќе бидат поставени во неколку основни и средни училишта. Повеќе за денешната активност од изјавата на волонтерот Христина Петровска.
Ова е во рамките на ЦК ПХВ проект Црвен крст во акција, промоција на хумани вредности. Овој проект се спроведува на ниво на цела Македонија, со тоа што волонтерите од Црвен крст изработуваат мали проекти кои се за добровит на заедницата. Така, ова активност ја спроведуваме да собереме средства за да купиме кутии прва помош кои ќе бидат поставени во 6 основни и 4 средни училишта во Куманово. Воедно и ќе одржиме обука на професорите по спорт и спортски активности. Така да, еве еден апел за граѓаните, сите што можат и сакаат да дојдат и да донираат. Така ќе придонесат за нивните деца, доколку се случи некоја повреда на училиште, да може професорите да интервенираат. Утре завршува конкурсот за прием на воени пилоти при Министерството за одбрана. За пријавување на конкурсот, младите треба да имаат завршено високо образование, да имаат познавање на англиски јазик и да бидат државјани на Република Македонија. Во однос на критериумите при изборот за запишување на кандидатите на стручно оспособување и усовршување на кандидати со завршен прв циклус на студии, за офицери од родот авијација за потребите на Министерството и на армијата, покрај општите и посебните услови при почетното рангирање, ќе се земе предвид општиот успех на кандидатите од првиот циклус на студии и проверката на физичката подготвеност. При приемот на лицата за стручно оспособување и усовршување со завршен прв циклус на студии за потребите на Министерството и на армијата ќе се почитува принципот на соодветна и правична застапеност на заедниците. Со пораки за унитарна Македонија против двојазичност на целата територија на државата и против платформата на албанците, граѓанската иницијатива за заедничка Македонија продолжува со протестниот марш низ улиците на Куманово. Граѓаните кои што синоќа беа дел од маршот ја поздрави одлуката на председателот Ѓорѓе Иванов да не го додели мандатот на Зоран Заев. Пред присутните се обрати универзитетскиот професор по историја Виолета Ачковска. Граѓанската иницијатива за заедничка Македонија вчера вечер го одржа вториот протестен марш низ централното градско подрачје. Граѓаните и поддржувачите на мирниот протест синоќа повикаа сите да се обединат против платформата која е донесена во туѓа држава, а се однесува на Македонија. Задоволни се и од одлуката на председателот Ѓорѓе Иванов да не го даде мандатот за формирање влада на лидерот на СДСМ Зоран Заев, нарекувајќи го председателот татко на нацијата. Порака е Македонија на сите добри луѓе, а не да ја делиме и да не ни биде цела. И многу ми е мачно што ова платформа СДСМ не ја кажува. Треба да излезе пред народот и да кажува. Јас не сум во ниједна партија, меѓутоа сакам да застанам на браникот на нашата цела убава Македонија. Унитарност на Македонија. Без двојазичност. И нема више уцени, нема крај, нема лъжа. Го поддржуваме председател Ѓорѓе Иванов во одлуката да не им го додели мандатот и гледајќи, ние за време турско не сме зборувале ни турски, турците се зборувале македонски. Ова што го прави СДСМ, срамота е. Ова ниеден човек зрел со своја памет нема да го направи на својата нација. Конечно, еден македонски председател да застане зад црвените линии за македонската унитарност, самостојност и се она што ги чини нашите национални и државни интереси, рече во своето обраќање пред Центарот за култура Трајко Прокопиев, универзитетскиот професор Виолета Ачковска. Тоа е голема работа. Имаме татко на нацијата. И кога тврдо издржавме 25 години изолација, 25 години притисоци на најмоќните сили и организации во светот, издржавме. Не го променивме името. Тоа кажува колку сме ние тврдокорен народ, колку сме како пиреот, колку не толчат, не сечат, не дробат. Повторно ние изникнуваме како феникс и никој не може нашиот образ и нашето достоинство да го уништи. Формулата за двојазичноста е само една коска зад која се крие федерализација и поделба на државата. И тогаш тоа е последната фаза од една голема игра да ја снема македонската држава и македонскиот народ да остане без државност.
Професорката по историја Ачковска повика во името на сите да се сочува и мирот на Балканот. Рече дека тие не се шарена револуција, луѓе кои го омаловажуваат сопствениот народ, туку дека ја сакаат својата татковина и дека Македонија секогаш била и ќе биде вечна. Во јануари годинава во споредба со јануари минатата е зголемен прометот во групите трговија на мало со храна, пијалоци и тутун, номинално за 6,7%, а реално за 7,1%. И трговија на мало со автомобилски горива, номинално за 12,8%, а реално за 1,1%, објави Државниот завод за статистика. Намалување на прометот пак има во трговија на мало со непрехранбени продукти, освен гориво, номинално за 8,3%, а реално за 7%. И во трговија на мало, освен трговија со горива, номинално за 1,4%, а реално за 1,3%. Атлетичарите од атлетскиот клуб Куманово изминатиот период имаа низа активности и позитивни резултати, меѓу кои 5 медали од државното фрлачко првенство. Следната недела акцент ќе стават на крос надпреварите, а во април ќе заминат и на атлетски митинг во Бугарија. Кумановските атлетичари изминатиот период остварија низа успеси на домашната атлетска сцена, меѓу кои 5 медали од државното првенство во фрлачки дисциплини, а беа дел и од подготовките во Бугарија, како и Истанбул куп во Турција. На одржаното државно фрлачко првенство, овде направивме можеби досега и најголем успех во поглед на бројот на освоените медали, значи во сите категории, во пионери до под 18 и под 20 години, но најважното сениорските титули, а како Куманово имаше освоено, значи убедливо, драстично, речиси сите сениорски титули. Маријан Нојковски победи во ѓуле и во диск, Матеја Ефремовски победи во сите три одржани дисциплини во женска конкуренција, во фрлање ѓуле, фрлање диск и фрлање копје. Оставија право, значи, за учество на Европскиот куп во фрлачки дисциплини, на кој не ова година нема да настапи федерацијата заради поголеми патни трошоци. Младинските членови Милан Велјковиќ и Иван Тимчевски, поради драстично студената зима и недостиг на затворен простор за одржување на тренинзите, биле со намалена спортска подготвеност, па имаат остварено и послаби резултати од очекувањата, но тоа не ги разочарува да продолжат понатаму. Велјковиќ е во надеж дека летово ќе може да замени на светското првенство во атлетика, кое ќе се одржи во Кенија. Првин бев на припреми во Бугарија, во Добрич, тоа беше на крајот на месецот јануари. Таму бевме 10 дена и потоа на крајот на припремите имавме еден контролен надпревар, каде што истрчав солидно, можеби не толку добро како што очекував, но не беше лошо. Потоа настапив на Балканско првенство до 19 години во Сала, тоа беше во Истанбул во Турција и таму истрчав, да кажам, доста послабо од тоа што очекував, па така тоа ми е сега мотивација за да ги поправам грешките што таму ги направив. Тимчевски активно се подготвува за крос-трката која ќе се одржи наредната недела, а е во надеж дека ќе го освои првото место на спортскиот настан. Првен треба да ги спомнам подготовките во Добрич, каде што имав подготовки од 10 дена, кои што добро ме припремија за надпреварот после подготовките, тоест државниот надпревар во Бугарија. Таму истрчав некој си добар резултат, кој што беше доволен за да избора место за првото Балканското првенство до 19 години во Сала, каде што немав баш најдобар резултат, но сепак тоа е еден вид на искуство и ми беше доста драго што учествував. Значи ја видов конкуренцијата која што во наредните години ќе ми биде конкуренција на наредните надпревари. Свој настап во Добрич и Истанбул имаше и Катерина Тимчевска, која оствари критериум за учество на сениорското балканско првенство, каде освои 9-то место, што воедно е и најдобар пласман на македонските атлетичари во конкуренција од 17 земји. Во следниот период акцентот ќе биде ставен на кросовите, а потоа и повеќе митинзи во Бугарија, кои ќе бидат подготовка за други меѓународни надпревари.
Женскиот ракометен клуб Куманово утре вечер со почеток во 18:30 часот на домашен терен го пречекува составот на женскиот ракометен клуб Пелистер од Битола во рамките на вториот дел од сезоната на женската ракометна лига. Мечот требаше да се одигра во Битола, но поради реновирање на тамошната спортска сала надпреварот ќе се одигра во салата на основното училиште Христијан Тодоровски Карпош. Кумановки во првиот дел од сезоната остварија 2 победи против составот на Пелистер. Екипата на женскиот ракометен клуб Куманово е апсолутен фаворит на средбата, меѓутоа се уште има проблеми околу составот на првиот тим на клубот и неизвестно е дали тие ќе го одиграат мечот. Причината за ваквата неизвестност е тешката финансиска состојба во која Кумановскиот клуб се наоѓа во последните месеци. Сепак од управата велат дека преговорите траат и вложуваат максимален напор да се изнајде решение на проблемот и оваа генерација да остане во клубот. Времето денеска во Куманово беше сончево, а дуваше североисточен ветер. Максималната температура изнесуваше 14 степени, а минималната 1. За утре метеоролозите навуваат сончево време, а ќе дува југоисточен ветер. Дневната температура ќе достигне до 16 степени, додека утринската ќе се намали до 2 степени Целзиусови. Ова беа настаните за денешниот дневник. Имајте убав ден и останете со програмата на Телевизија Плюс.